Una storia, una signora me la di pa me gre. Вистинско освежување е новата летна песна Уна синьора на младиот и талентиран пеvač од Охрид Петар Марковски. Песна која дефинитивно ќе ја ставиме во онаа категорија на летни хитови за 2018 година. А како што знаете, екипата на 1 ТВ пред неколку дена се врати од Охрид и се разбира, ја искористи приликата да поразговара со Петар за новата песна, за снимањето на спотот и уште неколку други интересни детали. Ова срце те бара само за себе, нема никој на свет. Добре дојдовме во Охрид кај тебе. Не си. Добре дојдовте, баш така. Како сте? Ние сме супер. Па, прекрасно се осеќам. Прво затоа што ми дававте можност да бидам во вашата емисија, во вашата телевизија. Се со цел нели да ја промовираме мојата нова песна. Причината за ова интервју е новата твоја песна Уна синьора. Така, да, песната се вика Уна синьора. Насловот така е намерно избран да добие нешто малку поинтернационално. Па и малку да измениме на некој начин да ја убиеме монотонијата која мислам дека подолго ни се случуваше на естрадата, а уствари јас имав долга пауза направено. И ајде одлучивме нешто да направиме малку поразлично, да направиме нешто ново, да видиме како ќе го прифати тоа публиката. Петар, како настана оваа песна? Која е приказната за оваа песна? Па, уствари, песната настана многу спонтано, бидејќи во тој период кога почнав да ја работам песната, бев во Италија, подолг период, некој година и пол така отприлика, и почнав полека да го учам јазикот и така на некој начин ми се измеша стилови, па и од друга страна и јазикот, нели, веќе и одлучив кога почнав да оправам текстот, некако први моменти ми дојдоа тие, значи први моменти беа италијанските зборови, шпанските зборови и потоа почнав некако ајде нешто македонско и на крај бев скроз веќе онака збунат дали ова веќе треба или не треба да биде вака, затоа што мислам како што знаеме дека малку публиката знае да биде со повеќе критики нели за нашите работи, особено кои излегуваат од Македонија. Не бев сигурен дали е вистински погодок, но бев многу сигурен бидејќи многу љубов вложивме од друга страна за да се направи самата песна и отидовме на некој начин на ризик да оставиме, да видиме како ќе го одлучи тоа самата публика. За оваа песна снимивте доста интересен спот и тоа не во Македонија, туку во Парга, ако не. Ама бидејќи имавме недостаток на време и одлучивме тоа да го направиме во Парга. Ја одбравме таа локација бидејќи мислам потсеќа малку нели на Охрид и на Охрид, да, тој стариот дел, али ни се свиѓаше идејата дека има шарени куќи и тоа некако ни беше баш во елемент на самата песна, така нешто среќно, шарено, тоа ни беше самата идеја и многу сме задоволни од тоа како испана таму снимањето, па искористивме нели плажа, така да. Кажи ми, девојката која избра ти или Даниел Јовес? Па двајцата и многу долго време ја имавме таа дискусија, бидејќи како сепак најважно нешто во видеото е да има според мене убава девојка, факт. За да можат машката популација да огледаат видеото, сигурно ќе бараат да има убава девојка. Така имавме долго време дилема бидејќи опишуваме девојката нели како латино, ја опишуваме специфично и баравме нешто што навистина ќе биде едноставна девојка, значи не премногу шминка, премногу такви моменти, туку баравме нешто природно убаво. И мислам дека го одбравме вистинското нешто, така да мислам мора да ја поздравиме Марија Давчевска која беше во видеото. Мислам дека и понатака би сакал да имам соработка. Петар, ти благодарам многу, се гледаме во некоја стена. Ви благодарам многу и на вас за поканата и за тоа што ме поддржувате во музиката која правиме. Mi igrame, bali, pijam 2-3 dupli štoka. Habla español, parla italiano. Me gustas, tu me gustas tanto. Nesi od Havana i napoletana. Ti si moja slaba strana.